Младите од земјава до 30 години најмногу сакаат да работат како менаџери, раководители или во компании на високи позиции, покажува истражувањето за вклученоста на младите од 15 до 29 години на пазарот на труд. Истражувањето покажало дека младите се задоволни со плати во висина од 10.000 без основно и 16.000 денари со високо образование. Според наудите на експертите, младите жени со завршено високо образование најбрзо наоѓаат работа, следуваат младите мажи со завршено средно стручно образование. Активните мерки за вработување се во правилна насока. Тие им помагаат на младите лица да најдат побрзо работа. Посебно е важна мерката практиканство, која што дава одлични резултати. Значи, до сега се зголеми обемот на млади лица вклучени во активните мерки од 30 на 40%. Се зголемија видот на обуки или на воопшто мерки кои што им се даваат, меѓутоа треба уште многу да вложиме. Особено затоа што знаеме дека тие мерки се ефективни. Стапката на невработеност која е во континуиран пат е резултат на повеќе фактори, велат експертите. Голем придонес дале владините мерки за вработување, а дополнителен импулс дали проектот Македонија вработува. Универзитетските професори порачуваат да не се испуштаат можностите за ново вработување, иако понекогаш платата и не е така висока. Со работа и со напредок во кариерата се доаѓа до повисоки финансии, децидни се експертите. Стапка на невработеност се намалува. Мислам дека комбинација од фактори работи за да ја намали стапката на невработеност. Пред се тука се работните места кои што ги отвараат странските фабрики. Значи, знаеме дека има неколку градови низ земјата каде што се отворија странски фабрики, каде што на вистина има побарувачка на работна сила, се земаат тие луѓе, се тренираат и почнуваат да работат во тие фабрики. Секако тука е и интензивната експанзија на градежниот сектор, која што е поттикната нели од државата, и секако во таа насока действува и проектот Македонија вработува. Истражувањето покажало и дека потребен е поголем удел на образовните институции во борбата со намалување на невработеноста. Потребно е поголемо ангажирање за подготовка на кадар кој треба да ги задоволи потребите на компаниите сместени во зоните кои произведуваат високо квалификувани производи.